Иницијатива за продолжување на Собраниската конститутивна седница подпишана од 67 пратеници на СДСМ, ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците, денеска поднесе генералниот секретар на социјалдемократите Оливер Спасовски. Очекуваат Рајко Велјановски веднаш да ја закаже седницата, а претходно најави дека ќе продолжат преговорите помеѓу партиите околу нов председател на Собранието. Прв чекор е изборот на председателот на Собранието. Очекувам дека претходно ќе се свика координативна средба на пратениците, односно пратеничките групи во Собранието, на која што ќе ги отвориме сите прашања за кои што треба да имаме разговор, договор и на крајот да одиме на продолжување на конститутивна седница. Спасовски најави и дека на координација кај Велјановски ќе се договара и бројот на членови по партии во Комисијата за избори и именувања, нешто за што парламентарните партии имаат несогласувања. СДСМ смета дека тие и ВМРО ДПМН треба да имаат по 5 члена, ДУИ 2 и БЕСА 1, додека ВМРО ДПМН смета дека тие треба да имаат 6, СДСМ 5 членови и по 1 од ДУИ и БЕСА. Сепак партискиот лидер на социјалдемократите синоќа во интервју за Алса телевизија рече дека согласно бројот на пратенички мандати, логично е неговата партија да има 5 члена, а ВМРО ДПМН е 6. И таа комисија е согласно деловнички принципи, односно правила. Тој што има најмногу пратеници има најмногу членови, па вториот, па третиот, па четвртиот и слично. И сега во логичниот редослед ја знам дека во таа комисија ВМРО има 6, ние имаме 5. Од ВМРО ДПМН иницијативата денеска ја оценија како реализација на, како што вела, тиранската платформа, но за конкретен став партијата ќе го чека одговорот од Велјановски. Почеток на реализација на платформата од Тирана. Така ја коментираме нивната иницијатива. Ги познавате регулативите, го знаете деловникот, го знаете Уставот на Република Македонија. Значи, начинот на кој што ќе настапи ВМРО ДПМН по повод иницијативата во овој момент не би можел и не би сакал да ви го соопштам. Дали еврокомисарот за проширување Јоханес Хан, кој во вторник доаѓа во Скопје, ќе го затегне новиот собраниски сустав во собраниските столчиња, останува неизвестно, со оглед на тоа што, како што велат собраниските служби, нема рокови до кога председавачот со конститутивната седница треба да го свика нејзиното продолжување. Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич најави дека Хан и тројката европратеници ќе се сретнат со представниците на сите парламентарни партии. Visit is on the agenda, therefore I can indeed confirm that Commissioner Hahn is traveling to Skopje on Tuesday next week, which is 21st of March, together with 3 MEPs that you know very well, Fleckenstein, Kukan and Weigel. They will together meet representatives of all parliamentary parties as well as President Ivanov, and they will, as reiterate EU's firm line to respect the outcome of the elections and allow democratic processes to proceed and to rapidly form a reform-oriented government which will continue the implementation of the Persian Agreement. Координативната средба председавачот со конститутивната седница Велјановски ја закажа за во вторник на Пладне. Како што информираат од Собранието, на неа треба да биде утврден предлогот за состав на комисијата за прашање на изборите и именувањата, која, како што стои во соопштението, ќе послужи како основ за закажување на конститутивната собраниска седница.